Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден одличен роман, а тоа е романот Тивкиот американец од Греем Грин. Не знам дали сте слушнале за Греем Грин или дали сте прочитале нешто од него. Тој е англиски писател кој што живее меѓу 1904 и 1991 година. И мислам дека слободно, барем во англо-американската сфера, може слободно да се каже дека е еден од најзначајните писатели. Ова ми е трет роман од Грин што го читам. Пред повеќе години го читав The End of the Affair, тоа му е еден од најпознатите романи. Го читав во едно постаро издание од 3, мислам дека беше крајот на една љубовна приказна или нешто така, може би го грешам преводот. Потоа го читав The Power and the Glory, Силата и славата. Гениален, феноменален роман, тој го читав на англиски, исто пред неколку години. И ова е трет роман што го читам, Тивкиот американец, еден од The Quiet American, еден од неговите најпознати романи. Ова е ново издание од Арс Ламина, сега излезе неодамна, преводот од англиски од Данета Пауновска. Пред да продолжам и да ви кажам како функционира романот, зашто станува збор и што мислам дека го прави добар, одличен роман, да ви ги најавам спонзорите на ова видео, а спонзорите сте вие. С кои што со секој лайк и subscribe го помагате овој канал и преку опцијата Buy Me a Coffee. Фала ви на сите што ме поддржавте последниве неколку дена од кога го објави видеото за каналот и тој апдейт. Го имате линкот во описот, може да ме поддржите и на тој начин. Ова сакав да видам малку интересно. Зашто станува збор во Тивкиот американец? Значи, мора да се... Греем Грин црпи инспирација од едно лично искуство кој што го имал како дописник, работел со еден англиски весник во после Втората светска војна во Виетнам и од таму имал средба со еден американец на вистина кој што разговарал со него, кој што имал одредени ставови и тоа му било инспирација за овој роман. Меѓутоа, многу е важно, сетингот е многу важен и каде се одвива всушност овој роман, тоа е во денешен Виетнам, значи во Сайгон. Меѓутоа, голем дел од Виетнам во тоа време, значи после Втората светска војна и многу предходно, е под управа на Франција, значи е француска колонија. Меѓутоа, е дел од еден поголема територија или поголем ентитет кој што се нарекува Индокина. Индокина е комбинација од провинции, територии, голем дел од Виетнам, Камбоџа, Лаос влегува, значи една кинеска провинција, други некои делови, значи тоа е така прилично голем дел. И сега тоа се менувало низ текот на годините, меѓутоа од 1887 всушност и до после Втората светска војна, во таа прва индокинеска војна во која што војуваат французите, всушност тоа е дел, е под управа на Франција и меѓутоа всушност овој роман на некој начин ги опишува последните години од всушност распадот и крајот на француската колонијална власт во тој дел наречен Индокина. И во таа прва индокинеска војна во која што војуваат французите меѓу 1946 и 51 некаде, од една страна се французите, војуваат против Виет Конг, тоа е една комунистичка организација под водство на Хо Ши Мин, во сојузништво со други, значи се до толку него ми е познат историскиот контекст, меѓутоа многу е комплексно, тука и јапонците играат улога, дел од кинеската армија, значи англичаните се тука, меѓутоа пред се ова е војна меѓу французите и виетнамците, значи комплексно и тука веќе американците се појавуваат, се појавува нивното присуство тука, знаеме дека американците во однос на Виетнам имаат улога да одиграат. Трагична каква и да е, меѓутоа добри 15 на години подоцна. Значи, приказната раскажува еден англиски новинар по име Томас Фаулер, кој што во прво лице, значи кој што живее во Сайгон и дописник е, значи пишува стории и ги испраќа во Англија и така натаму, меѓутоа тој има сопруга во Англија која што не сака да му даде развод, станува живее одвоено од неа. Тука живее со една млада 20 годишна девојка по име Фуонг од виетнамка. Живее со неа, таков е веќе во години, песимистичен, циничен, највечер пуши опиум и тоа му ќе излезат во ресторан и така натаму. Понекогаш треба да оди на бојното поле и да известува, меѓутоа од тоа му се состои животот. Сега додека во нивните животи во градот не се појави еден млад американец, всушност тоа е Тивкиот американец,
по име Олден Пайл, значи кој што е млад, убав, образован, доаѓа од Бостон, од образовано семејство и така натаму. И работи се представува дека работи за американска организација која што помага со медицински материјали и така натаму на луѓето во Виетнам. Меѓутоа тој доаѓа со еден оптимизам, со една позитивност, со една искреност и тој ќе е воодушевен од Фуонг и се ствара тука еден љубовен триаголник, значи тој отворено нема што да крие, да ги крие неговите чувства и сака да ја предложи брак, да биде со него, па да однесе во Америка, на некој начин да ја спаси од таму, да ја даде еден пристоен живот и така натаму. Значи нема премногу драма во романот, Фаулер и Пайл ќе се најдат во неколку ситуации, има неколку средби ќе бидат и во една ситуација во каде што ќе има, буквално ќе бидат животите ќе им бидат загрозени на едно патување и тоа на некој начин ќе ги изближи, ќе го направи нивниот однос покомплексен и ќе видите како се одвива приказната. Меѓутоа, она што низ целава оваа приказна успева Грин да го направи е да направи многу добро дозирана, одлична критика на самата војна и дека војната всушност на некој начин е лудило во кое што сепак на крај некој ќе направи некаков договор и една страна ќе биде оштетена, една страна ќе има некаква придобивка од сето тоа, ќе биде победничка страна. Меѓутоа секој пат и за тоа кај Фаулер е тој песимизам дека всушност на крајот сепак никако што вели на едно место, веројатно ќе седнат и ќе направат договор како што можевме да имаме и на самиот почеток. И може да се договорат и многу војни всушност може да се избегнат и да се договорат страните кои што се завојувани уште пред тоа, меѓутоа ќе се војуваат, ќе поминат години од војување, жртви, илјадници така натаму и пак некој ќе седне на маса и ќе се договори. Меѓутоа наспроти неговиот цинизам го имаме оптимизмот на Пайл и всушност тој е представник на така наречениот American exceptionalism, значи некој чувство идеална американската исклучителност, дека Америка носи нешто ново, посебно и така натаму. И тој всушност нема никакво искуство, и тој е контрастот всушност. Тој нема никакво искуство животно од прва рака, туку тој учи некакви доктрини, политички доктрини од некои познати писатели, тој се фали со тие автори така натаму и всушност Фаулер сака да му каже тоа што си го научил од книга нема врска со реалноста и твојот оптимизам не е заснован во реалноста, меѓутоа Пайл едноставно го игнорира тоа и тој верува дека и во таа војна сепак може да се изнајде некоја трета страна, помеѓу французите и Виет Конг, значи виетнамците. И всушност гледаме дека тој всушност има тајна мисија и ја поддржува таа трета политичка странка која што ќе почне да станува сериозен фактор. Меѓутоа, за да тоа кулминира на некој начин оваа драма, ова може да се нарече некој историско-политичка драма. Ајде, некоја си дефиниција можеби. Меѓутоа, Грин тоа многу добро го прави на крајот. Сепак Фаулер завршува со мислата, всушност ќе му ја каже еден помошник негов, ќе му рече сепак во животот доаѓа момент кога мораш да заземеш страна и да донесеш одлука. И ќе видите како функционира, што значи тоа донесување одлука во овој роман. Многу интересна критика на она дека културолошки, дали всушност на Фуонг треба некој да ја спаси, дали или да ја просветли, тој културолошки судир на некој начин, филозофски, да речеме, има оптимизм, спротивставеност меѓу оптимизмот, младоста наспроти цинизмот и зрелите години или староста на Фаулер, значи многу е добро тоа прикажано, значи смрт, старост, нихилизам можеби наспроти оптимизмот, кој што доаѓа, кој што е присутен во американската политика, Пайл е представник на таа политика. И на некој начин тоа многу добро Греем Грин го представува. Да, после бил критикуван дека сега е англиски писател кој што онака мрчи, сега ги хејта американциве и нивната наивност и оптимизам. И во Америка кога бил објавен романот имало негативни критики, меѓутоа човек треба да го прочита романот и да видиме дали тоа е издржано, меѓутоа сепак мислам дека е многу комплексна, повеќе слојна, издржана критика на како функционира политиката, како функционира војната во контекст овде, во едноставно крајот, распадот на францускиот колониализам
Тоа е една залудна, безцелна војна, а всушност и најава на некој начин како да најавува Грин во 55 година како американците полека влегуваат во Виетнам, а знаеме дека тоа ќе кулминира со американската интервенција и војна против во Виетнам и така натаму. И така што ова е така и тивок роман, тивкиот американец, а меѓутоа игнорирајте ова курица направена со вештачка интелигенција, најверојатно ChatGPT. Романот е многу подобар од корицава. Значи, ви го препорачувам романов, прочитајте го. Мислам дека ќе ви се допадне. Потоа јас прво го прочитав, а после го погледнав филмот The Quiet American со Майкл Кейн. Ми се допадна и филмот, иако секако не го кажувам ова као да, ама знаете, нели го знаете она. Да, добар беше филмот, ама книгата е многу подобра. Не би рекол дека книгата е многу подобра, колку што во книгата, во филмот мора малку работите да бидат по-црно-бели, за да се добие драматизација и нели да функционира во тие 2 сати, тоа поинтересно за гледачите, додека во романот тоа е многу посуптилно, по малку и песимистички, значи не е така црно-бело. И во односот на Фаулер, Фуонг, Пайл, ќе видите како е тоа во романот. Ви го препорачувам, чувајте се и се гледаме со наредната рецензија. Чао!